Изминатиот викенд во Кочани и на Пониква се одржа традиционалната петта поред средба и смотра на собствениците на популарни буби, односно Volkswageni. 40 безвременски возила на германскиот производител уште еднаш го привлекува вниманието на кочанската јавност, која уживаше во модифицираните примероци. Еве што за оваа манифестација ни изјави организаторот Александар Јовановски. Ова е пета манифестација поред тука што се одржува на Пониква. Значи, секоја година имаме се повеќе и повеќе нови возила, значи од различни држави и различни градови. Највеќе имаме од Србија, имаме лани имаше и од Црна Гора, Босна, Хрватска. Сега сме на Пониква, па после во 4 одеме доле во Трговски на паркинг, ќе бидеме паркирани до 6 и после се враќаме тука и имаме забава со музика. Па зближувањето тоа е некоја почнува се од некоја фамилиарна приказна, некој наследува, значи они се наследува тоа, а и луѓе што сакат да се дружат и тие некои работи, значи купуваат. Таму има и луѓе што се кампераши, значи кампуваат, значи тоа се специјални возила, кампери. И тоа е таа некоја некоја приказна што не поврзува да се дружиме. Значи овакви исти манифестации има и во Србија, точно на цел Балкан или точно на поранешна цела Југославија. Кога човек еднаш ќе влезе во буба и не се откажува од неа. Не, тоа е кој еднаш е возел буба, значи тоа останува за цел живот. Еден од постојаните учесници сакаше изјава за ТВ Кочани да ја даде исклучиво пред собственото возило на кое не дава прашинка да падне. Се работи за Владимир Стефанов. Претежно, значи поводот е, се знае бубите, меѓутоа тоа е како да речам повод за дружење, а најбитна е дружбата и заради тоа, заради дружењето, иначе колите се мислам пропрадно хоби. Ова буба имаме моментално стрикно имам една година. Имам уште една буба, таа е 67 годиште, таа имам 5 години, меѓутоа во фаза како да речем на реставрација. Дали ќе се заврши кога како малце тешка работата, али од бубата уште како мал, да речем, али нормално како мал, тоа е како дечки некој фантазија, после со текот на времето кога ќе дојме вака, што викаме играчки за големи, па кога дојде првата можност, да речем се обезбедивне и се уфилмавне во тој, да речем, филм, така речено, така да. Што толку е привлекува кон ова возило? Па возило, да речем, самото возило како што гледате и како што претежно се знае на општо, за мене дека уште од времето на Хилтер како што му дал тоаш налог на Порше за да го направи, да го дизајнира сите работи, има задржано сите линии и механички делови, да речем, и механиката на него од тоа време од 38 година па навам. Во глобала. Кратко за сигурно возило? Сигурно, значи за да остави на пат не, за во однос на сигурностни на днешните возила нормално дека е многу заостанато, али сигурно по-сигурно е дека ќе стигне на целта од ова отколку овие новите кои што се денес се компјутеризирани, да не речам со сите тие. Најмладите, но и возрастните најмногу се задржуваа покрај буба кабриолетот, чиј собственик е Марко Станиќ од Србија. Јас сум Марко из Краљева, а овој Не сум по трет пат и навистина се радувам што ќе се сретнам со пријателите, собственици на атрактивните буби возила. Веднаш да кажам дека сум гостувал и во повеќе други држави, во Босна и Херцеговина, во Црна Гора и така натаму, а возилото никаде не ме оставило на пат, затоа што се работи навистина за истрајно издржливо возило. Значено е тоа што ова мое возило е навистина е направено од Volkswagen буба, меѓутоа представува вистинска атракција секаде каде што ќе гостуваме, се интересираат за него и млади и возрастни, некои ми прашуваат и дали се продава и по која цена, меѓутоа за мене ова возило нема цена и мислам дека никогаш нема да го продадам. Питају дали некоме пита дали е на продају, не, ауто nije на продају, значи неќе бити значи Инаку откако пристигнаа на зборното место на Пониква, популарните олтајмери беа изложени на паркингот во трговскиот центар, а потоа во вечерните часови повторно на Пониква беше организирана забава за сите учесници.